Илијада, песна 14. Зевсова измама. Вревата дошла до Нестор, та тој при се што си пиел, веднаш му рекол на синот Асклепиев крилатни зборови. Пази Махалне дивен, што ќе биде ова што го слушам. Досега никога вака не викале од кај бројовите. Туку ти седи си сега и пий си го рујното вино, додека в час Хекамеда краснокоса не му ја згрее топлата бања и не му ја испере крвта и гнојот. Туку ќе појдам виз видница јас и се ќе разберам веднаш. Вака велејќи го зел штитот прекрасен тежок од синот, што му се наоѓал в чадор, од тој Трасимет коњокротец, сиот што блескал во бронза, а тој штитот татков го имал. Силното копје го зел со остриот шилец од бронза, надвор од чадорот стапил и догледал немила гледка. Едните вџашени сосем, а другите, тројците, силни, одзади како ги гонат, а бедемот ахајски урнат. Како што силното море под глуата далга се дуе, предскажувајќи го повеот брз од шумните ветрови, макар што сегде е мирно и никакво движење нема, пред да од Зевса се спушти и повее некаков ветер. Вака се думал стариот и двоумел в својата памет. Или да појде в множеството данајци, коњици брзи, или пак до полководецот прв Агамемнон Атреев. Вака думајќи се тој му се видело поарно нему до Агамемнон да појде. А оние в бој се убиваа еден со друг, а на трупот им дзунела силната бронза, се удирајќи со мечот и двојно зашилени копја. А од корабите тога храненици Зевсови крале и ранети в бојот со тучот, му излегле в пресрет на Нестор, тој Диомед, Одисеј и цар Агамемнон Атреев. Далеку мощно од бојот крај сивото море на брегот, тихните кораби биле засолнети. Први зрв поле беше ги извлекле нив и ги обградиле бедемот пред нив. Затоа корабите сите, при се што бил бедемот широк, не можел сам да ги збере, а војската немала место. Но ги наредиле еден за друг и наполниле сосем целиот преширок брег, колку фаќале обата краја. Затоа тие сакајќи да бојната врева ја видат, заедно пошле на копјата подпрени. Срцето в гради им се наскрбило ним. А старецот в пресрет им дошол, Нестор, што срцата в гради на хајците сосем ги скршил. Нему му прозборил тога се силниот цар Агамемнон. Несторе, сине Нелеев, најголема ахајска славо, зашто си го тратил погубниот бој и вамо си дошол? Задзирам да него Хектор пресилниот исполни зборот како се заканил еднаш сред тројците заплашувајќи дека од корабите тој не ќе се врател порано Вилиј, пред да корабите наши ги спепели и нас да не сотре. Така застрашувал тој, а се исполнува сега. О, леле, зарем и другите ахајци објалоносци ми се налютиле мене во сврцето свое коашил, кога не сакаат битка за брзите бродои да бијат. Нему му одвратил после геренскиот витези Нестор. Ова навистина вака се случило. Инаку тоа не би го изменил баш ни Севишниот бог громобиец, зашто го урнал и самиот зид што верувавме ние дека ќе биде непробоен штит за бродоите и за нас. Борците упорна битка кај брзите кораби бијат везден, не би видел човек и сосема кога би сакал в која в обете страни ахајците бијат и гинат. Така го самешал бојот, а вревата до небо стигна. Ние се думавме пак как ќе заврши сето ова сега, дали ќе помогне умот, а јас ве советувам да не одите в бој, зашто ранет маж никако не е за борба. Нему му прозборил повтор јуначкиот цар Агамемнон. Несторе, кога се бијат зад нашите кораби веќе, значи не помогнал ништо ни стројниот бедем, ни ровот, кај што страдале многу данајците што се надеваа дека ќе биде тој сигурен штит за бродовите и за нас. Но на семошниот Зевс му се свидело повеќе вака, несловно тој да ги сотре од арг ахајците овде. Зашто сум видел јас кога данајците радо ги бранел, сега пак знам дека тројците Зевс како богој ги крева, нашата снага за рово и рацете нам ни ги врзал. Туку ај, како што јас ќе ви покажам, слушајте сите. То колку што кораби има засолнети близу до брегот, да ги истуркаме сите во дивното море влечејќи и да ги врземе здраво со котвите, дури да дојде мирната ноќ. Ако и тога го прекинат тројците бојот,
После другите кораби пак ќе ги стуркавме в море. Нема зар греф ако злото го избегнеш макар и ноќе. Поарно бега од злото, отколку што в пленство да паднеш. Итриот пак Одисеј му се исполел мрачно и врекнал: Каков ти избегал зборо до градата Забна Атрейде? Камо несретниче ти да си предводел невредна војска друга, а не да ни повејаш нам, што уште од младост Зев се до старост ни дал да ги тргаме тешките војни, додека еден по еден да не ги загинеме сите. Зарем си намислил вака, да го оставиш градот на Троја с улици ширни, за кои ние зла сме претрпеле полно? Молчи, да не некој друго да хајците зборов го чуе, што не би го пуштил него низ устата ни еден човек, кој што во својата памет да зборува умно си знае, ако е тој жезлоносец и толкава војска го слуша, колкава сега што повејаш ти сред арѓејците овде. Сега јас те осудувам сосема за ова што го рече, зашто заповедаш ти дури војната трае и бојот. Добропокривните бродои да ги извлечат в море, за уште поголем тројците успех да имаат од што го има, пораз да тежок не снајде нас. А хајците нема да ги издржат бојот што младите в море ги влечат, туку ќе гледаат назад од битката отстапувајќи. Тога зар советот тој ќе ни пакости, прв полководче? Потем му одврати нему јуначкиот цар Агамемнон. Сосема ти Одисеј ме увери с тешкиот прекор, туку јас не им наредував ним против нивната волја, добропокриените бродои да в морето тие ги туркаат. Сега пак нека се стори што најарно некој ќе рече, млад или стар, та со драго срце ќе го одобрам јас тоа. А Диомет, гласовитиот војувач, прозборил сред нив: Близу е човекот тој што го бараме долго. Сал, ако сакате вие сега да слушате, нека да никој од вас не целјути ништо што сред вас сум најмлад по возраст, зашто се гордеам дека по род сум добар од татко. Оној ти деј што во теба го покрила црната земја. Заре Портеј беше родил безпрекорни синови тројца, што во Плеврон и во стрм Калидон си живееле двајца, Агри и Мелант, а по нив Оине и коњокротецот трет бил, татко на татко ми мој што по јунаство прв беше од нив. Туку тој остана Лонде, а татко ми, долго скитајќи, дошол во Арг, оти Зевс така сакаше и другите бози. Тука се женал со една од ќерките на Адраст, а седел в пребогат дом, па житородни загони полно си имал околу нив и овошни изградени премногу имал, многу и овци. Во фрјање копје тој прв бил пред сите, ахајци баш. Ова се да го чуете овде сум сакал, за да не мислите дека од лош и неславен род сум, да го презрете зборов што намислив сега да кажам. Ајде да влеземе в бој, па и ранети, ако е нужно, да ќе се држиме после подалеку ние од бојот, за да одстрелите никој не добие рана врз рана, туку и други бодрејќи ќе праќаме в бој, зашто однапред угодувајќи му заре на срцето с краја се тргаат. Вака им рекол, а тие го почуле веднаш слушајќи. Тргнале напред, а пред нив јуначкиот цар Агамемнон. Славниот пак земјотресец на виглата не седел залуд, туку се доближил до нив, на старичок маш прилегајќи. Веднаш за десната рака го зел Агамемнона Атреев, потем си го ословил тој и му прозборил крилатни зборови. Сега погубното срце на Ахила сина Атреев ќе му се радува в гради, гледајќи Ахајската пропаст, како и дивното бегство, зашто оној нема ни малце, но нека пропадне така и Бог нека го сотре. Бозите блажени пак не ти се љутат повеќе тебе, туку тројанските вожди и првенци, чинам јас, уште в ширното поле ќе креваат прав. Ти и сам ќе ги видиш како си бегаат в град од чадорите и од бродоите. Вака велејќи силно се провикна и в поле се загна. Колку што викаат 9.000 мажи или 10, кога варејската војна настапуваат в бој да се бијат, толкав од градите глас пуштил силниот цар земјотресец. Огромна сила и смелост на ахајците сите им ставил в срце, неуморна војна и бескрајна битка да бијат. А златостолната Хера, на вишниот Олимп стоејќи горе од врвот, го вишла и познала наеднаш него, како низ битката славна за мажите задихан иде, родниот брат свој и девер, та сетила в срцето радост. Штом го погледнала Зевс пак на вишната вршка кај седи од многувирната Ида, се згрозила в срцето свое. Што се задумала после велјоока господја Хера, како да ги измами умот на Ајгидоносецот Зевса.
Теј се сторило неизе за најарно ова во умот. Убаво да си се стокми и отиде горе на Ида, да го предизвика него, да со неа в љубов и милост легне, да за очите нему и в умната негова глава лесен и одморлив сон да му истори и го облада сиот. Пошла водајата брачна, што милиот син ја зградил Хефаист, а витите врати ги затворил од страна со оној таинствен клjuč, што не би можел друг да ги отвори никој. Онамо таја си влегла, затворила блескави врати, та со амброзија прво од милата снага ја испра целата гнаса, а потем се намачка смрснено масло, сладко амброзијско сето, миризливо мошне што било. Дури до земјата сегал и до небо мирисот негов, штом ќе се помрднел Зевс ово бронзата одава своја тврда. Со него красната снага, мачкајќи ја таа и своја коса чешљајќи со рацете ги сплела своите сјајни, красни амброзијски леси од својата бесмртна глава. Потем амброзијска саја си облекла, што ја беше скроила неизе Атена и уткала украси многу, па ја зацврстила добро на градите сиглички златни. Потоа китниот појас со 100 китки го стегна, обетки пак со 3 зрна ко зрнца од капи на црни в ушните дупки си вотна, в убавина светела сета. Што се подбрадила сетне безсмртната богиња дивна субава Шамија, чиста ко сонцето, бела и сјајна, а на прекрасните нозе си обула обувки лепи. Од кога целата пак си ја облекла облека китна, излегла надвор од домот. Ја викнала и Афродита, насе на другите бози, и збори ја прозборила неизе. Дали ти, мило лечедо, ќе послушаш што ќе ти речам, или ќе одбиеш пак, поднаљутена в срцето свое, зашто данајците јас, а тројанците ти си ќе штитиш? Ќерката Зевсова потем и одврати збор Афродита. Херо, богиња стара, одвелја го крона ти ќерко, кажи го она што мислиш, а моето срце ме вика она што можам да сторам и се што е нужно да стане. Неизе суитрина пак ја одговори мошната Хера. Дај ми ја страста сега и љубовта с која ти сите безсмртни бози ги кротиш и свладуваш смртните сите. Зашто ќе отидам јас да ја обидам земјата цела и океанот родителјот боговски и мајка Тетија, што ме одгледале мене и хранеле в својата куќа, кога ме зеле од Реа и громникот Зевс, кога крона под земја долу го фрлел под морето шумно и бучно. Ќе идам јас нив да ги видам и кавгите безбројни решам, што веќе подолго време од брачната постелја мила се воздржуваат тие, штом срдина в срце им слегла. Ако им го склонам на двата со зборови срцето мило јас и ги вратам в љубовна постелја за да се здружат, ќе ме засакаат мене и секогаш ќе ме почитаат. А насмешливата тога Афродита ја одврати неизе. Не можам нити е патно да го одбијам твојот зборок, зашто на скутот од Зевса најсилна го богати лежиш. Рече и појасот везен од своите годреши гради, шарен што го имала в него сокрие на страстите сите. Во него имало љубов и страст и намамливи зборои своднички што и на умни и разумни паметим креваат. Таа ја го остави в раце и збор ја прозбори неизе. Нати го појасов сега, во својата пазува скри го, шарен што во него е скриено се. А јас не мислам дека без успех ти ќе се вратиш од она што срце ти сака. Вака ја рече, а таа велјоока господја Хера, насмевнувајќи се сладко, го ставила в пазува своја. Ќерката Зевсова пак Афродита си отишла дома. Хера со брзина потем олимпискиот врх си го трати и на Пиерија вишна и в свидна Ематија појде, в снежните ридои се качи при трачките витези вешти и на високите врхои, со нозете под не газејќи. Кон разбранетото море се спуштила долу од Атос право кон Лем за во градот на дивниот Туант да стигне. Тука се ставила таја со сонот, братот на смртта. За рака него го зела и збор му прозборила потем. Соне, цару на сите безсмртници и смртните сите, ако си го послушал еднаш ти зборот мој, ајде и сега почујме, а јас ќе ти бидам благодарна секогаш тебе. Да му го успиеш Зевсу под вегите сјајните очи, в час кога јас ќе си легна покрај негов љубовен сонок.
Прекрасен престол за дар ќе ти дам, што вечно ќе трае. Златен, што синот мој Хефајст на обете нозе што куца, ќе го изработи вешто, а под нозе столче ќе стави, на него да си ги подпреш убавите нозе ручајки. Одговарајќи пак Неезе и прозборил сладкиот сонок. Херо, боѓињо стара, одвелја го крона ти, ќерко. Друг да бил некој од вечно родените бесмртни бози, лесно ќе го успиев јас, дури струјната река да беше од океанот, од кој што произлегол родот на сите. Туку на Зевс, синот Кронов, не би можел ни да му придам, ни да го успијам јас, ако сам не ми нарача мене. Зашто ме научила веќе пораката некога твоја, оној ден, кога Херакле, пресмелиот синок на Зевса, бродел од Или, штом градот на тројците го освоил оној. Еднаш сум го успал јас умот на егидоносецот Зевса, одбекнувајќи го сладко, а ти си му скроила скришем зло, подкревајќи ги страшно над морето бурните ветрови, да си го пренела после на Космо многолюдниот остров с краја од милите сите. А тој кога станал се срдел, бозите сите низ домот ги фрљаше, а најмногу мене оној ме барал и без свест ќе ме изфрлел море од зракот. Да не ме спасела ноќта, што скротува Бого и луѓе, што јас сум ја стигнал бегајќи, та дури тој тога се смирил. Зашто се плашал да брзата ноќ не ја навреди нешто. Сега ми повелеш ти да го повторам тешкото дело. Нему му одврати тога велјоока Господја Хера. Соне, заошто ти ова во својата памет го думаш? Дали на тројците мислиш од грбникот Зевс име толку склон, кој што заради синот се најутил тој за Херакле? Туку ај појди, а јас од помладите харити една ќе ти ја дам да ја земеш и наречеш сопруга своја, младата баш Паситеја што копнеш за неа вес ден. Вака му рекла, а сонот ја одвратил радосен Неезе. Ај заколни ми се сега во стик, во погубната вода. Фати ја земјата ти плодородната с едната рака, а светликавото море со другата, за да ни бидат сведоци долните бози, што околу крона се, сите. За дека ти ќе ми дадеш од младите харити една, младата баш Паситеја, што копнеам за неа вес ден. Вака е рекол, а Хера, белолакта богиња, почу. Именувајќи ги сите се заколна како што барал, в бозите од темниот Тартар, титаните кои што ги викаат. Штом се заколнала, пак ја свршила клетвата своја, заедно заминувајќи го оставиле Лемно и Имбро во облак завиткани мрачен и в час го преминале патот. Стигнале тие на Ида многувирна, зверинска мајка, в Лект, кај што морето прво го оставиле. Потоа пошле в суша, а вишната гора под нозете нив се тресла. Онде се застојал сонот пред очи да погледат Зевсу. Потем на вишната ела се искачил, која на Ида имала највисок врв и низ воздухот сегала в етер. Онде си седнал скриен во честите елови гранки, сличен на горската птица гласовита, што си ја викаат вечните бози Халкира, а Киминда луѓето смртни. Хера се качила в час на високата Ида, на врхот Гаргар, а облакоберецот Зевс ја догледал неа, колку ја видел, а љубов му го обзела мудриот разум како во првото време, кога еднаш се љубеле тие с кришем од своите мили родители в кревет одејќи. Застанал пред неа тој та е продумал дума и рекол: Каде си тргнала, Херо, и стигнала вамо на Олимп, кога ти немаш ни кола ни коњи за да се качиш? Нему суитрина пак му одговори Господја Хера: Доаѓам јас до крајот, ја обидам земјата родна и океанот, родителјот боговски и мајката Тетија, што ме одгледале мене и хранеле в својата куќа. Чидам јас нив да ги видам и кавгите безбројни решам, што веќе подолго време од брачната постелја мила се воздржуваат тие, зар срдина в срце им слегла. А на подножјето пак од многоизворната Ида коњите стојат, што мене по земја и вода ме возат. Сега пак заради тебе сум стигнала вамо на Олимп, за да не ми бидеш после ти љут ако скришем си одам в куќата на океанот, на длабокострујната река. Облакоберецот Зевс пак ја прозбори одговарајќи: Херо, ти онамо можеш и подоцна пак да појдеш, но да си легнеме сега и издружиме двата со љубов, зар ни за богиња баш ни за смртница љубовта мене не ми го свладала уште во градиве срце овака.
ниту сопругата когато тој Иксион ја љубев што си го родила синот Пеири тој божеска памет. Ниту Данаја пак красноглезната ќерка на Криси што ни го роди Персеја, најславниот јунак од сите, ниту пак личната ќерка на Фојника, далеко славен, што си го родила Миној и равниот богу Радамант. Ниту пак кога се Мелани пак Алкмена во Теба, која што синот Херакле го родила, смелиот јунак, а пак Семела го роди Диониса, радост за светот. Ниту кралицата кога краснокос Деметра еднаш, ниту Лето преславната, ниту пак самата тебе, како што сега те сакам и страст ме совладала сладка. Нему суитрина пак му одвратила господја Хера. Каков си изустил збор на јужесен сине на крона. Ако ти милуваш сега да в постелја в љубов се здружиш овде, на врхот од Дидена, сосем откриен простор, што ли би било ако некој од вечните богови сега види кај лежиме овде, да отиде в час до богоите сите да им каже? Јас дома не би дошла повеќе назад, кога би станала од постелја јас ти, срам би ми било. Но ако душата твоја и срцето веќе те влече, одаја брачна си имаш, што милиот син ти ја изградил Хефајст, а витите вратив до вратници двојни ги допрел, ајде си легнеме онде штом срцето љубов ти сака. Облакоберецот Зевс пак ја прозборил одговарајќи. Херо, не плаши се ти ни од Бог, ни од маш некој смртен да не те види, зар јас ќе те обвиткам во облаче златно, такво што не би ни Хелине самиот можел да види, светло што најавстра има и видело очно да гледа. Рече и својата жена ја прегрна синот на крона. Под нив божеската земја си пуштила трева да никне, млада детелина росна и жолтикав шафран и зумбул, што се израснале тие над земјата за да ги скријат. На нив си легнале долу и в прекрасно облаче златно тие се скриле, а над нив си капела сјајната роса. Отецот спокојно вака на вршката Гаргар си лежал, свладан од љубов и сон, да ја прегрнал жената своја. Сладкиот сон на хајските кораби после се спуштил, за да му пренесе вест на подвижниот бог земјотресец. Застанал до него близу и прозборил крилатни зборови. Сега данајците радо одбрани ги ти Посејдоне, и дури Зевс уште спие, подели им слава бар малце, зашто јас околу него го испуштив нежното сонце. Хера го смајала него да в постелја легне во љубов. Вака велики тој пошол до славните смртни луѓе, зел уште посилно сега данајците тој да ги брани. Веднаш со силина рипнал сред првите редој и викнал: Арјејци, зарем ќе им дадеме и пак на приемов Хектор победа, тој да ги земе корабите и слава да стекне? Туку тој вака се фали и подкрева, зашто е Ахил покрај корабите свој злабен и в срцето гневен. Туку не ќе беше тој сосем потребен ако се тие другите брадевме добро бодрејќи се едни со други. Туку што јас ќе ви речам, да слушаме овдека сите. Колку во војскава има најголеми и најарни штитој, да ги облечеме ние, а главите в пресијени шлемо скриеме, предолги копија да земеме врацете напред, јас да ве поведам вас, зашто не ќе може веќе си чинам да издржи приемов Хектор, при се што е сосема спремен, секој маж што е храбар, а на рамо малечок носи штит, за го даде на послаб, а тој нека поголем земе. Вака им рече, а тие го почуја покорно него. Нив ги средувале того војводите врани бидејќи, тој Диомет, Одисеј и цар Агамемнон Атреев, така одејќи кај сите оружјето го разменуваа. Јатиот големо клавал, на слабиот помало давал. Штом си ја облекле тие врз нагата светлата бронза тргнале напред, а пред ними бил Посејдон земјотресец, страшна долгунеста сабја во силната рака држејќи, сјајна ко молња. Не би смел маж да се со него судри в тешкиот бој, туку од него мажите страшно задзираа. Тројците в другата страна ги средувал светлиот Хектор. Тога ја почнале веќе најострата битка и борба. Синогривестиот бог Посејдон и пресветлиот Хектор, помагајќи ги оној арѓејците, тројците овој. Морето пак до арѓејските чадори и добродојте се излило полно, а тие со голема врева се збираа. Отинimorскиот бран на бреговите не шуми толку што се од морето крева под тешкиот повој Бореев.
ниту горештиот огон што пламнее не шуми толку, кога во горските гнотој да изгори шума се крева. Ни во високите дабои разлистени не шуми толку ветрот што беснее силно и ужасно фучи и бучи. Колкав што тогаш им бил на ахајците и тројците гласот силен, што викале страшно, кога оделе едни на други. Светлиот Хектор прв го изфрлил копјето на Ајант, што му се завртил овој со лицето, та што го згодил каде што ремните два преку градите му се оптегаа, еден од штитот и друг од мечот со сребрени клинци. Овие кревката кожа ја чувале. Хектор пак збеснал, ти му одлета в пусто од раката брзиот джилит. В час кон собраната дружба се тргнал бегајќи од смртта Ајант, огромниот син Теламонов брго се свртил, гудрил со камен, што многу, под брзите кораби пречки им се стркалјале в нодзе на борците. Од нив тој еден грабнал изгодил на дработ од калканот, под грлов гради го удрил и завртел него ко вртало и долго се вртел. Како под силниот удар на отецот Зевс што се руши од корен даб, та ќе смириса од него страшно на коселј, кој што бил близу и видел, го изгубил сосема духот, од и ужасен громот од велјагот Зевса и страшен. Вака и самиот Хектор на часокот паднал во праот. Од рака испуштил копија, над него штитот и шлемот паднале. Околу него шареното оружје звекна. Стрчнале тогаш ахајските синови силно викајќи и надевајќи се дека ќе го одвлечат. Джилите джиткаа полно, но не можел никој да првиот баш полководец го убие и рани, зар веднаш го обкружиле првите борци. Тој Полидамант, Ајнеја и дивниот јунак Агенор, и Сарпедон, ликијскиот вожд и безгрешниот Главко. Ниту од другите никој не го оставил, туку штитоите пред него вајчести красни ги држеле. Дружбата негов раце го зела од бојот и носела, дури го стигнаа брзите коњи што назад од војната с краја и бојот нему му биле со возачот свој и шарената кола. Овие него кон градот го носеле задихан тешко. Но кога дошле до бродот на струјната прекрасна река, на вировитиот Ксант, што бил син од безсмртнего Зевса, Хектора од коњу долу го пушија и го попрскаа с вода, та здиот си го вратил и отворил очите овој. После на колења клекна и крв црникава изблju. Потоа на земја повтор се испружил. Очите нему мрак му ги покрил црн, од ударот уште бил смајан. Кога арѓејците Хектор го виделе кај што си оди, посилно удриле уште да тројците желјни за борба. Брзиот Ајан тојлеев пред другите сите, на часот сриптал со острото копје и сатнија Енопов гудрил, што со говедорот Еноп безпрекорна димфа на јада беше го родила баш крај бреговите на Сатниоент. Што му се синот Ојлеев копјадикот приближил славен, в час и послаби да гудрил. Се срушил тој. Околу него тројците почнале бој со дадајците, силен и страшен. А Полидамант Пантоев копјадикот нему му пришол во одбрана, што Протедор со подесното рабо го радил синот му на Ареилик. Низ работо тешкото копје пројде, тој падна во правата земјата, с рака ја допре, над него пак Полидамант се пофали гласно викајќи: Мислијам од тешка рака на смелиот синов Пантеев, и ќе нема пак да му излега копјето в празно, туку од арѓејците некој да стагата ќе си го носи. На него потпрди јас чидам ќе отиде в домот на Аид. Вака тој рекол. А тоа арѓејците в срце ги штрекна, најмногу в срцето пак на борбениот син Теламонов Ајант. До овега преблиску пак Протедор се срушил. В час кога заминал овојто и сјајното копје го джитна. Самиот пак Полидамант ја одбегнал црната брија да стради одскокнувајќи. Архилох Антедоров тога копјето годнел. Боговите смрт му одредиле небу. Овега гудрил тој кај што главата с вратот се става, горе во крајниот прешлет му ги изрезал обете жили. Главата нему и досот и устата мудриле в земја, порадо многу од ошто неговите писки и бедра. На Полидамант безпрекорен пак му одпроговорил Ајант. Ај Полидаманте, смисли и потоа каже ми право, нели е достоен Бажов да загине за Протедор? Тој не би се гледа лош и од роднини дека е лоши, туку е брат или син од тој коњокротец Антедор, зашто народот од овој би прилега сосема мене. Добро го познал, а жалост ги обзела срцата тројски.
Тогаш Акаман го родил бојотецот Пробах со копје. Пристапувајќи до братот, тој зел да го занодзе влече. Туку се пофали Боште и провикна силно Акамант. Арѓијци, стрелјачи вешти, неуморни закади страшни, нема да остане трудот и жалоста се само задас, но ќе загинете вака на земјава еднаш и вие. Само помислете, како паднатиот Пробах ви заспал, свладан од боево копје. За братова крвца да не е овдека без отплата долго, зашто секој баш смртен ќе сака брат да си остави дома, да отплати несреќа тешка. Вака им рекол, а тоа арѓејците в срце ги штрекна, најмногу срцето пак на бестрашниот борец Пенелеј, туку му рипнал на Камант, а овој назад се тргнал. Потоа крајот Пенелеј го погодил Илионеја, синот на Форман, со овци богатиот, кога што Хермес најмногу од тројците го љубел и имање нему му делел. Со него мајката зар си го родила Илионеја, овега што го рани под вењата вочниот корен. Сенката тој му ја пробил, а копјето сосем му прошло сред око дури ни стилот, да тој со раширени раце седнал. Пенелеј пак мечот го извлекол одеднаш остар, со него сред врат го удрил и на земја тој му ја одбил главата ведно со шлемот, а тешкото копје му било во окото уште. Кревајќи ја главата, тутенка права, викнал кон тројците тој и со фалење продумал дума. Ајде, кажете им тројци, на милиот татко и мајка од прочуениот Илионеј да си го тажат во домот. Туку да жената с радост од тој Алѓадоров Пробах не ќе го дочека мажа си мил, кога хајските синој ќе си се враќаме веќе да брзите броде од Троја. Вака им рекол, да сите под челото трепет ги обзел. Секој се пулел да негде од тешката избега пропаст. Сега, кажете ми, мажи, што седете горе на Олимп, кој од ахајците прв крвавата плячка ја кредал, кога го завртил бојот преславниот бог земјотресец. Теламоновиот Тајан го погодил тогаш и радил синот на Гиртија Хирти, Минсијскиот црчовит водач, прв. А Антилох, Фалка и Бербера ги убил и свлекол. А Мерион Хипотиона го отепа и Борија ведно. Тевкар Протоона после го утепал и Перифета. Потоа синот на Трејхи Перенора, прв полководец, гудрил по слабина силно, да цревата ги излекол тучот раскинувајќи, а нему од разотворената рана, душата надвор му летна и очите мрак му ги покри. Најмногу јунаци убил пребрзиот Ајан Тојлеев. За ревонозете никој не му беше овему равен, кога ќе бегале бажи, спотерани страшно од Зевса.